Откако Фондацијата за развој на локална заедница Штип го промовираше проектот и паркингот е животен стандард, кој е финансиран од Европската Унија, од минатиот четврток до денес граѓаните имаа можност да се потпишуваат на петициите за укинување на наплатата на паркинг. Собрани се околу 2000 потписи, но што следува откако заврши собирањето потписи? Нема да ја поднесеме официјално воопштина како петиција за укинување на паркингот, бидејќи за тоа е друга процедура со многу повеќе потписи. Туку ќе направиме документ за јавна политика кој ќе го поднесеме во општината и би очекувале од јавното предпријатие Стипион и општината да ги земат нашите препораки и резултатите од петицијата во предвид. Граѓаните со мислење дека платениот паркинг го намали сообраќајниот хаос во центарот на градот. Па нека се наплаќа. Нека се наплаќа, али скромно нека се наплаќа. Скромно нека се и нека направат паркинг плаца, нека направат тоа. Коли пуни, не гурби многу. Но што личи ово? Овие малите улици се сите за така, само да идете да видите. Тоа е чудо. Човек треба да помине. Плаќа се, ама па нема гужва. Па е подобро него се. Може да се паркираш пред тоа, немаш дека се паркираш. Што живеат мештаните, тука колите ги стојат сите. Од анализите на документите на јавното предпријатие Стипион и општина Штип, забележано е дека јавното предпријатие прикажува буџет од 500.000 денари месечно во просек, од кој добар дел се наменети за обнова на патната инфраструктура во градот. Инаку целта на проектот е изголемено вклучување на граѓаните во креирањето на локалните политики, преку мобилизирање на јавноста во решавањето на приоритетите и потранспарентно управување со јавните средства од локалната самоуправа.